Четврток, 20 април, кратки вести во 12 часот. Новото жешко место за посета на Европа, вака новинарите на британската ITV во утринското шоу This Morning го опишаа преубавиот Охрид во репортажата која беше емитувана на нивната програма. Во видеото се прикажани дел од убавините на градот и се испраќа покана до сите да го посетат Охрид. Во директното вклучување Охрид, Скопје, но и целата наша земја се представени како дестинации со недопрени убавини и баџет-френдли локација за туристите. Македонија е туристичка дестинација во Европа која доаѓа и е достапна за сите, порача новинарот Крег Дойл во јавувањето во живо од Охрид. Бистата на македонскиот поет Славко Јаневски е исчезната од постаментот во алејата на поетите на кејот на истекот на Црн Дрим во Струга. Истата била откорната од постаментот, додека бистите на поетите Ацо Шопов и Сергиј Есенин се видливо расклатени во очигледен обид да се откорнат од постаментите. Ова не се случува прв пат. Бистата на Јаневски, како и на Анте Поповски, беа вандализирани и во октомври 2021 година. Бистата на Поповски беше фрлена во водите на Охридското езеро, додека онаа на Јаневски оштетена и свртена наопаку на постаментот. Продолжуваат активностите за изградба на детски и повеќе наменски игралишта на територијата на општина Охрид. Во моментов завршува првата фаза од изградбата на игралишта на 3 нови локации, и тоа во Елшани, Рача и на улицата Карпош Војвода. После целосната изградба на овие игралишта, активностите продолжуваат на други предвидени локации низ градот, информираат од општина Охрид. Времето денес сончево со мала до умерена облачност, дува слаб до умерен северен ветер, максималната температура во Охрид до 18 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.